Почитувани гледачи, еве во ова продолжение на неделното попладне ќе поразговараме со еден мој интересен гостин кој што има многу невообичаена и би рекла многу благородна професија. Добар ден за господинот Тони Стојчевски. Како сте, господине Стојчевски? Прв пат во ТВ каналот ВИС? Да, прв пат сме во ТВ каналот ВИС. Инаку Тони не живее во Струмица, тој е роден струмичанец од Новосело, ако не се лажам. Од Ново Коњарево. Од Ново Коњарево, пардон. Меѓутоа долги години живее во Швајцарија. Да, Швајцарија. Причината за која што е овде, веќе спомнавме, тоа е неговата многу интересна, многу хумана професија. Да. Тој е професионален дресер на кучиња кои што им помагаат на луѓето со посебни потреби. Да. Како се најде Тони во една толку специфична, би рекла, професија, бидејќи еве, но јас до сега не сум запознала некој професионален дресер. Тоа ми е прво хоби од мал, љубов спрема кучињата. Така. И со години се бавиме со таа работа со кучињата. Општа дресура, специјална дресура за хуманитарни потреби кои помагаат на деца. Така. Рече дека во разговорот кој што ние претходно го водевме, ни спомна дека професионалната дресура на кучиња кои што им помагаат на луѓето со посебни потреби е всушност работа на една фондација. Да. Dog Help International, мислам дека. Dog Help International, така, рече дека се вика. Колку години постои таа фондација, која е твојата улога во неа? Фондацијата постои веќе 5 години. Фондацијата е формирана во Швајцарија. Сега наскоро ќе имаме гранка и во Македонија, кој работи со кучиња во цел свет. Да. Кучињата се зимаат на месец, 2-3, се чуваат до 7-8 месеци и после почнуваат специјална дресура. Така, значи таа е возраста која што може да биде на кучето од 2-3 месеци, кога да, се почнува одмор кога кучето ќе се роди. Да. На месец дена се почнува со првите игра, занесување, водење под колан, под тоа. Тешко ли е, голема ли е одговорноста едно куче да се научи да му биде, бидејќи е многу одговорно тоа да се биде помагател или пратеник на лице со посебни потреби? Да, не е многу лесно, пошто кучето треба да мине многу, да познава сите препреки, да биде шетано во град, во колан, со колан да влегува во автомобил, во воз, во се. Тоа трае околу 4 месеци. Така. Тоа првата фаза дека кучето мора сите тие да ги помине и после почнува таа специјална дресура, каде зависно од проблемот на детето се почнува дали е слепо, дали е глувонемо, се дели гранката после на кучето. Така. Колку кучиња до сега имате опфатено и има ли специјални раси, да речеме, на кучиња кои што се најпогодни за таа дресура? До сега имаме околу дресирано и дадено за хуманитарни потреби околу 150 кучиња. Специфична раса нема. Так. Може секој куче да биде надресирано и дадено за такви хуманитарни потреби. Ние претежно работиме со лабрадори, златни ретривери, пошто се многу издржуваат многу и на притисок ако детето е не здраво како треба, ако се вриска, ако се фаќа за уво, за опаш, не реагира кучето. А работиме и сега имаме земено едно најденче, едно скитни куче, како се вика, од Македонија и ќе го носиме во Швајцарија. Таму ќе се дресира и ќе биде наменето за едно глуво немо детенце. Така, тоа значи дека може би од шинтер служби да се собираат понатаму кучиња? Да, тоа може во Лондон се работи така, значи нема расно куче да биде подобро или од скитни куче. Напротив, скитниците се уште подобри, попаметни, пошто имаат земено 2 од 3 сорти на раси, на карактер, на татко му, на дедо му, прадедо му. Така. Рече дека ќе имаме гранка во Македонија. Да. Каде подочно ќе биде седиштето на вашата фондација, која ќе биде целта на нејзиното функционирање овде во нашата земја? Да, во гранка во Македонија ќе имаме, пошто тука ќе се одгледуваат кучињата и ќе бидат до 7-8 месеци во Македонија. Така. После ќе одат, зависно од потребата, ќе одат или во Швајцарија или во Италија, директно со детенцето или со оној што има проблем и потреба од тоа куче. Имаме земено сега едно 9 кучиња, 2 имаме во Хрватска, во Загреб, и таму имаме представничка школа. Добро. Имаме 6 во Македонија и 1-2 во Швајцарија имаме. Имате колку представништва, во колку земји оваа фондација Dog Help International има своји представништва, имаме во Швајцарија, школи за дресура? Имаме во Швајцарија,
во Италија имаме во Милано едно, во Загреб, во Хрватска и сега задното во Македонија. Така. Тоа дресираме кучиња, освен тоа и за кучиња кои за општа дресура, за слушање. За домашни милениња. За домашни милениња, каде што кучето знае да оди до нога, да не влече, да не лае, така. Так. Во што се може да им помагаат на лицата и на деца со посебни потреби така дресирани кучиња? Што се може да им помагаат, освен тоа што може да шетат, може ли да ја поминуваат улицата со нив? Да, може многу, околу 150 наредби имаат. Значи, поминуваат улица, може да отвара врати, затвара врати, да донесе лекови, да му ги собуват чорапите, јакната, да го покрие, ако му падне клуч, било што, ако е во количка неподвижно, да му ги даде. Има, значи, од општо дресура па до специјална дресура. Околу 150 наредби може да служи. Так. А кога ќе го предадете кучето на лицето кое што има некоја посебна потреба, треба ли да помине еве со професионален дресер како вас одредено време за тие да се навикнат, да знаат како да функционира? Кога кучето ќе оди кај детето или човекот кој има потреба од тоа куче, ние одиме, јас сум фондатор и дресер, после има мои помошници дресери кои одат таму, едно месец и пол, два се со детето, 2 пати седмично, да се тоа принавикне на новиот амбиент, на новите, пример, отварање и затварање на шкафчиња, тоа некаде пониско, некаде повисоко, има разни скали, значи, кучето е пратено месец и пол, 2, и после секој месец одиме по ден-два да се тоа провери, да се нешто додаде, да се нешто отстрани ако има лошо фатено. Спомна дека кучињата ќе бидат овде, значи дресурата ќе се врши овде, меѓутоа ќе се враќаат во Швајцарија, ќе има тест период таму, значи која ќе биде причината која што ќе се носат во Швајцарија повторно? Сега кучињата ќе бидат овде дресирани до општа дресура. Ако има потреба, да имаме потреба, пошто тоа во Македонија не е многу развиено, може куче две да останеме и во Македонија за дете кој има проблем од дали е во количка, дали е глуво, немо, дали е слепо, може да остане тука и директно тука вршиме дресурата на лице место. Да. Ќе има ли и останат, ќе се донесат ли дресери или пак дали ти ќе обучуваш други млади луѓе кои што ќе сакаат да бидат дел од тоа? Сега моментално во Швајцарија и во Хрватска обучуваме едно 15 нови дресери. А за воиднина сакаме тоа и во Македонија, Струмица, Македонија, да бидеме, да обучиме некои дресери, едно 10-15, да тоа може да се прошири таа школа, што побрзо. Ова е фондација која што работи на база на донации. Кои се најголеми донатори на фондациите кои што се занимаваат со оваа работа? Дали други фондации, дали големи компании, влади, кои ја поддржува, бидејќи тоа секако чини да се чуваат кучињата, нивното сместување, храната, па и дресурата. Да. Први донатори се фамилијата на каде оди кучето, дали е вујко, дали е тоа. После име поддршка од многу осигурувања, банки во Швајцарија, од многу општини, директно од општини, па и приватни донации, како некој што има некој бизнис голем кој сака тоа фондација да оди напред. Од приватни па до големи здруженија, банки, општини, држави, така. Расположение за да се донира кај има. Значи, на секоја донација ни е важна, пошто трошковите се исто големи, од кучиња до ветеринарни, па до боксови, па тоа се вози во Швајцарија, може кучето да биде донирано, задното ни беше донирано во Дубај. Во Париз има едно донирано, значи да го носиме и тоа нон-стоп одење, враќање, тоа исто треба се поддржат тие трошкови. Кога треба да почне да функционира претставништвото во Македонија, бидејќи веќе сте на идеја тоа да почне да работи овде? Да, ние првото куче од таа сега сесија, што ни е 7-ма сесија на кучиња, треба да бидат готови крајот на годината. Значи кучињата се веќе на 3 месеци, 2 месеци, почнато е со општа дресура. И после нормално се спремаат за 2-2,5 години кучињата, така. А ние со малку појак тренинг, појаки ги пратиме малку повеќе, тоа трае околу година и 2 месеци. Додека кучето ќе биде
спремно. И после тоа кучето мора да се прати секој месец по 2 дена по ден, додека се навикне на новиот собственик. Така. Колкав простор ќе ви биде потребно? Каде ќе го лоцирате просторот за да може да функционирате со професионалната дресура? Да, просторот ќе ни треба едно ко сала, каде што ќе има направено се ко приватен стан или куќа, каде има маси и столови, на перална, врати, прозори, фиоки, да кучето работи нормално. И после имаме потреба од терен, надвор, за шетање, за општа дресура. Ви беа потребни ли некои специјални дозволи за да може да функционирате, да дресирате кучиња овде во Македонија? Тоа е прашано, во Швајцарија има извадено сите документи, значи главната гранка е во Швајцарија, а во Македонија не е ко представништво. Така. Главни дозволи тоа е преку ветеринарен да се здрави кучињата, нашата што е замисла да оди напред, и други, пошто работиме за хуманитарна база, не треба некои посебни дозволи. Пошто кучињата се под фондацијата, кучињата и кога ќе оди кај детето или човекот кој има потреба, не е приватно. Така, ако не е третирано добро или ако не работи добро или ако човекот не е љубимец не сака кучиња, тоа може да се земе ако не биде третирано како што треба кучиња. Да, имате ли контакти, имате ли некои искуства како досега се однесуваат кучињата кои што им се дадени на лицата и од вашата фондација? Позитивни реакции, можеби некоја негативна случка? Има ли некои има пример, оние што имаме 2 кучиња дадено во Милано, едното детенце е глуво немо, другото е со инвалид, парализирано ветенозе. Имаме само позитивни, пошто не е тоа да оно работи само како може се каже, ко слуга да му носи, него они се врзуваат многу како куче и дете, се врзуваат и тоа помага и од друг да детето расте подобро, да ко другар го има, ето. Така, си прават друштво на Да, си прават друштво. Те исполнували тебе и на самиот крај од нашиот разговор, лично те исполнували оваа работа, се пронајдели себе си? Да, тоа е работа која што ја работам веќе многу, повеќе од 20 години. Ко прво треба да си љубимец на кучиња, ко друго да кучето знае дека со детето ќе има добар живот, дека освен тоа што ќе јаде и ќе спие и ќе шета, врши некоја должност, некоја работа и кучето така и живе подобро, подолго и заедно може да постигнат, освен тоа што му помага, да бидат вечни пријатели. Така. Дали кучињата, бидејќи ти имаш големо искуство, навистина се подобри пријатели од нас луѓето? И поверни, поискрени? Да, тоа после многу години тоа е кажено и докажено дека е така, дека кучето, иако е дадено на една баба што може глувонема, оно останува верно, кучињата се за мене многу подобри од нас. Така. Тони, јас ти благодарам многу за твоето учество во неделното попладне, ти посакувам многу успех, се надевам дека кога веќе ќе го имаме првото куче дресирано и кое што ќе замине за Швајцарија, ќе можеме да дојдеме со камерите да го регистрираме тој настан и дај Боже да може да подарите на некое лице кое што навистина ќе има потреба од такво куче. Благодарам. Само уште една работа, наскоро ќе имаме, освен тоа што е за специјална дресура, ќе има и школа за општа дресура. Добро. Тоа да луѓето да знаат како да се понесуваат, како се води куче, како кои се сретнат 2 кучиња и општа дресура, значи да им се помогне на луѓето да немаат проблем со кучињата, со нашите милијинчиња. Многу подобра комуникација да имаат, и може да се обратат кај вас. Да. Ки имаме представништво канцеларија тука во Струмица за Македонија, после имаме во Загреб, во Италија, во Швајцарија. Се надеваме да за кратко време се прошириме низ цел свет. Ти посакувам многу успех на тоа поле. Ви благодарам. Почитувани гледачи, одиме со малку музика, па се враќаме во студиото.